Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, последната епизода посветена на старозаветната книга Псалми, ќе ја започнеме со обработка на Псалм 144, кој е дело на царот Давид. По својата содржина е сличен на Псалм 18, кој исто така е дело на Давид. Таа песна започнува со зборовите: Те љубам, Господи, крепост моја. Господ е моја карпа, моја тврдина и мој избавител. Бог мој, засолниште мое во кое се засолнувам. Мој штит, сила на спасението мое и крепост моја. Истата е напишана во моментите кога Бог го избави Давид од раката на Саул. Забележете како почнува Псалм 144. Стих 1. Нека е благословен Господ карпата моја, кој ги учи рацете мои за борба и прстите мои за војна. Некои луѓе на погрешен начин му пристапуваат на овој стих, мислејќи дека Бог е некое крвожедно божество кое ужива во војните и убивањето. Но тоа не е така. Поентата на Давид е дека Бог му дава начин како да се заштити од неговите непријатели, а не како да иницира војна. Патем, кога станува збор за темата војна и мир, сакам да нагласам дека иако поголемиот дел од луѓето во светот сакаат мир, сепак мирот во овој свет не е реалност затоа што луѓето не го следат Господ Исус Христос. Засега, само оние кои го следат и му веруваат ќе имаат мир во своите срца, а еден ден, кога тој целосно ќе го воспостави своето царство, тогаш ќе владее сеопшт мир на целата земја. Стих 2. Тој е милост моја и прибежиште мое, мој застапник и избавител мој, и јас на него се надевам. Тој ми го подчинува мојот народ мене. Од овој стих можеме да забележиме како Давид ја гледаше својата сигурност во Господ, а не во самиот себе или пак во големите војски. И ние денес можеме да го искусиме Господ како наше прибежиште, застапник и избавител, се додека се надеваме на Него. Стихови 3 и 4. Господи, што е човекот, па внимаваш на него, или син човечки, та да се сеќаваш на него. Човекот е како здив, деновите негови одминуваат како сенка. Интересен опис на човекот, зарем не? Давид вели дека човекот е како здив, или буквалниот превод е човекот е ништо. Да, без Бог човекот е навистина ништо. Човековиот живот е бесмислен без верата во Бог. Пред многу години, кога служев како пастор во една заедница, во канцеларијата ми дојде човек со пиштол во рака, велејки: Ако не ми дадеш доволно добра причина да не се убијам, ќе го сторам тоа тука пред тебе. Му реков: баш ме најде неподготвен, бидејќи во моментов не можам да се сетам на ниту една причина, но ќе ти кажам нешто. Нема да го решиш проблемот кој го имаш, така што ќе си го одземеш животот. Со самоубиството ти само ќе се најдеш на место каде ќе имаш многу посериозни проблеми од тој со кој сега се соочуваш. Но од тоа место кое се вика пекол нема да можеш никогаш да заминеш. Тука и сега можеш да одлучиш да му веруваш на Бог и така да ја најдеш смислата во животот. А еден ден, кога ќе заминеш од овој свет, ќе одиш во вечното блаженство во неговото присуство. Животот без Бог е навистина празен. Пред некое време слушав за некој шведски милиардер, чие богатство било проценето на 5 милиарди долари, а тој си го одзел животот. Иако имал многу пари, тие не му дале смисла и цел во животот. Без Господ Исус Христос, човекот е ништо, тој е како здив и неговиот живот брзо поминува. Стих 5. Господи, приклони ги небесата своји и слези, допри се до горите и тие ќе се здимат.
Во Исаја, глава 64, стих 1, пророкот кажува нешто слично. Таму читаме: како оган што растопува восок, како од оган што вода зоврива, така ќе го познаат името Твое непријателите и од Твоето лице ќе затреперат народите. Овие стихови се само сликовит опис на Господовата слава и големина. Иако планините се символ за безбедност, големина и цврстина, сепак тие се ништо во споредба со Господ. Стих 6. Болсни со молњи и растереј ги, пушти ги стрелите своји и распрсни ги. Царот Давид го повикува Бог да дојде и да го воспостави својот суд. Нема ништо погрешно во идејата за Божиот суд, баш напротив. Целото писмо вели дека еден ден Бог ќе им суди на сите луѓе, и тоа е многу сликовито опишано во книгата Откровение, глава 19. Знам дека на некои луѓе не им се допаѓа идејата за Божиот суд, и тие веруваат дека затоа што Бог е љубов, тој нема никого да суди. Но тоа не е така. Бог ќе им суди на луѓето, бидејќи е праведен. Стих 9. Боже, нова песна ќе ти испеам, ќе ти свирам на харфа со 10 жици. Давид ветува дека ќе го слави Господ, бидејќи е сигурен дека тој ќе постапи праведно и ќе го заштити. Сега доаѓаме до Псалм 145, кој е последна песна во оваа книга, за која можеме да бидеме сигурни дека Давид е низиниот автор. Можно е да напишал и дел од останатите псалми, но овој е последниот во кој во некои преводи Давид стои како автор. Станува збор за навистина интересна песна, која е напишана во акростичен стил, односно тоа значи дека секој стих од псалмот започнува со една буква од еврејската азбука. Со тоа што сакам да напоменам дека овој псалм има 21 стих, а еврејската азбука има 22 букви. Единствената буква која е изоставена е буквата Нун. Стих 1. Ке те превознесувам, Боже мој и царе мој, и ќе го благословувам името Твое сега, секогаш и во сите векови. Патем, сега доаѓаме до уште еден дел од книгата Псалми, кој е составен од така наречени Алелуја псалми, односно песни кои започнуваат со славење на Бог. Всушност, ние се наоѓаме некаде на крајот од оваа старозаветна книга и се чини дека токму последните псалми во неа се како еден вид на кулминација. Продолжуваме со читање на стих 2. Секој ден ќе те благословувам и ќе го фалам името Твое, сега, секогаш и во сите векови. Забележувате ли како Давид вели дека нема да го слави Господ само во седмиот ден од неделата, туку секој ден? Вистинските верници го слават Господ секој ден, а не само во недела или пак на големите празници. Знам дека има денови кога е тешко да го славиме Господ, бидејќи сме потиснати од некои животни околности. Но, ако се наоѓате во таква ситуација, би ве охрабрил сепак да му благодарите и да продолжите да му верувате. Тоа може нема да ви ги реши проблемите, но ќе ви даде поинаква перспектива на нив. Стихови 17 и 18. Праведен е Господ во сите своји патишта и свет во сите своји дела. Близо е Господ до оние кои го повикуваат, до сите кои вистински го призиваат. Без разлика кои сте, каде сте и како се чувствувате, ако сакате да бидете блиску до Господ, доволно е вистински, со понизност и вера, да го повикате и само прашање на време е кога ќе ја почувствувате неговата близина. Добро е да се оди во црква, и јас ја поддржувам таа пракса, но немојте да мислите дека Господ е близу до вас само кога посетувате некој црковен храм. Таму каде што сте во моментот, можете да го почувствувате неговото присуство. Поради Исусовата жртва на крстот на Голгота, поради неговата смрт и воскресение, вие можете да добиете простување на гревовите, спасение и блиско општење и заедништво со Бог. Тоа е неверојатна привилегија.
Сега доаѓаме до Псалм 146, кој започнува со следните зборови: Фали го душо моја Господа. Вистинското славење не ги вклучува само устните, туку произлегува од човековата внатрешност, односно од душата. Стих 3. Не надевајте се во кнезовите и во синовите човечки, во нив нема спасение. Ова е навистина интересна изјава. Пред многу години доктор Гебелин зборувал за тоа како го посетил некој пријател со еврејско потекло, кој во разговор му кажал дека во Стариот Завет има стих кој предупредува дека не треба да му се верува на Исус. Тој човек на доктор Гебелин му го цитирал токму овој стих и му рекол: гледаш, тука се вели да не се верува во Синот човечки. Потоа, доктор Гебелин му го објаснил вистинското значење на овој стих, образложувајќи дека не треба да се верува во оние кои се само синови човечки, но Христос е и многу повеќе од тоа. Тој е и Божиот син и затоа можеме и треба да му веруваме. Ќе продолжиме со читање на стиховите 7 и 8. Кој извршува правда за угнетените, им дава леп на гладните, Господ крши окови на затворени. Господ им ги отвара очите на слепите, Господ ги исправа подгрбавените, Господ ги сака праведните. Господ им помага на оние кои имаат потреба. Немојте да ја заборавите таа вистина, бидејќи може да ви го промени животот. Сега доаѓаме до Псалм 147. Ке започнеме со читање на првите два стихови. Фалете го Господа, зашто е добро да му се пее на нашиот Бог, зашто на добриот му прилега похвала. Господ го гради Ерусалим и ќе ги собере расејаните синови на Израел. Навистина е добро да му пееме на Бог. Од една страна, со тоа му ја даваме славата и честа кои тој ги заслужува, а од друга страна, тоа е добро и полезно и за нашите души. Стих 20. За никој друг народ тој не го направил тоа и своите судови не им ги јавил. Израелскиот народ е навистина уникатен. Тие се единствениот народ кој Бог го нарекол свој избран народ. Се разбира, тоа не значи дека имаат слобода да прават што сакаат, но сепак имаат навистина посебно место во Божјото срце. Затоа што Божјата волја беше покрај другото и преку тој народ да му се објави на светот. За жал, имаше периоди кога тие не ја сватија одговорноста на таа привилегија. Псалм 148 започнува со следните зборови. Алелуја! Фалете го Господа на небесата, фалете го на висините. Интересно е тоа што во овие стихови авторот не ги повикува луѓето да го слават Господ, туку небесата, а и небесните тела. Забележете што вели во стиховите 2 и 3. Фалете го сите ангели негови, фалете го сите војски негови, фалете го сонце и месечино, фалете го сите звезди и светила. Секое создание треба да му даде слава на Господ. Дури и сонцето и месечината, а и звездите се толку величествено создадени што се сведоци за Божјата креативност. Сега доаѓаме до Псалм 149. Стих 1 гласи вака. Алелуја, запејте му на Господ нова песна, похвала за него да се чуе во храмот на светиите. Авторот на овој псалм не охрабрува да му пееме на Бог нова песна. Во книгата Откровение се вели дека спасените ќе му пеат на Бог нова песна. Нема да го слават само за тоа што е создател, туку поради фактот што е и спасител и откупител. Бог е создател на сите луѓе, но не е спасител на сите, туку само на оние кои му веруваат и го следат. Сега доаѓаме до последниот Псалм број 150. Со оглед на тоа што е последен и доста краток, ќе го прочитаме целиот. Алелуја, фалете го Бога во неговата светиња. Фалете го во цврстината на силата негова. Фалете го поради неговите силни дела, фалете го поради многуте величија негови.
Фалете го со трубен звук, фалете го со харфа и цитра. Фалете го со тимпани и вооро. Фалете го на струни и со свирка. Фалете го со милозвучни цимбали, фалете го со кимвали громогласни. Се што дише, нека го фали Господа. Алелуја! Мислам дека нема подобар начин да се заврши книгата Псалми од овој текст. Кој да е авторот на оваа песна, тој јасно не повикува не само нас луѓето, туку се што дише, а тоа ги вклучува дури и животните, да го фали Господа. Не само тоа, туку тој ни дава и неколку упатства каде и како да го славиме Бог. Од една страна, вели да го фалиме во неговата светиња, односно, тоа се однесува на храмот. Но, од друга страна, не повикува да го славиме со различни инструменти, па дури и во оро, односно со играње. Овој псалм е една од причините зошто верувам дека е добро да се користат инструменти при славата која му ја оддаваме на Бог. Знам дека некои луѓе можеби нема да се согласат со мене, но зарем не забележувате дека користењето музички инструменти за слава на Господ е библиска пракса? Тука ќе го завршиме проучувањето на книгата Псалми. Се надевам дека се што кажавме при обработката на овие старозаветни песни ви беше од полза и дека научивте нешто повеќе за Бог преку оваа книга. Знаете, има една изрека која гласи од прилика вака: јадењето едно јаболко на ден ќе го држи докторот подалеку од вас. Односно, со неа се нагласува важноста на јаболкото во физичкото здравје на човекот. Некој автор напишал: читањето по еден псалм на ден ќе ги држи грижите подалеку од вас. Така што не заборавајте дека овие песни се исклучително важни за вашето духовно здравје. Бог може и сака да ви говори преку книгата Псалми. Тој сака да го утеши вашето срце, да ги исцели оние болки и рани кои ниту еден психолог или психијатар не може да ги излечи. Само доколку го отворите вашето срце пред живиот и вистинит Бог, тој ќе почне да действува во вас. Господ е добар и ја заслужува нашата слава. Господ е добар, така нека кажат оние кои на него се надеваат. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.